Poštovani gledači, dobro утро. Ова е тема која произлегува од бранувањето. Прилепчаните се вознемирени. Во Македонија исто така се создава едно чудно расположение наспроти последниот случај на сомневање за злоставување или можеби напастување на млади деца или на малолетни деца во Прилеп преку активностите на џудо тренерот. 46 годишен џудист од Прилеп, кому му е одземена лиценцата во април или во мај од џудо федерацијата поради други околности, но и покрај тоа неговиот клуб организирал тренирања и ги водел надправувачките на турнири во држава и надвор од неа. Она што може би е индикативно, меѓу другото, е дилемата. Дали треба да се применува рецептот на своједно медиумско апострофирање кое оди понекогаш и до линч, до степен на скандалозност во објавувањето на податоците, како што тоа го прават, например, србите во однос на актерот, неговото школо и познатите актерки, но тамо се работи сепак за малолетни. Веди е Ратко Цели, професор на Универзитетот за Југоисточна Европа, кој има предавач по кривично право, професор по кривично право, кој има докторирано на педофилијата и хемиската кастрација. Најпрви, добро утро. Добро утро. Ратко Цели, како ги доживувавте информациите врзани за овој најнов случај кој се уште во рамките на истрага и каде што имаме дилема дали да се држиме до презумцијата на невиност или во рамките на јавното расположение на заштита да се обелоденуваат имиња, обелодени неговото име? Најпрво би сакала да ви изразам благодарност за поканата. Ова е многу деликатна тема и за жал за неа зборуваме само кога имаме вакви скандали, значи по овие размери. Ипак потрагата, истрагата ќе покаже дали на вистина се работи за тоа кривично дело за кое се гони џудистот. Меѓутоа, кога се работи за малолетници, кога се работи за деца, кога се работи за вакво кривично, тешко кривично дело, како правник нормално дека сметам треба да се чува и начелото на презумција на невиност, да не излегуваме со имиња, али пак ќе навлагаме после и ние веќе имаме и регистар на педофили со име, презиме и слики, али таму се објавуваат откако сторителот ќе се казни, значи со пресуда од компетентен суд, ќе се докаже како виновен. Може ли вакви како надворешни набљудувачи по првите скудни информации да го дефинираме битието на евентуалното кривично, дали е тоа злоупотреба, дали се работи за силување, дали се работи за продолжено кривично дело и така натаму? Тука имаме неколку елементи, каде што треба ние, мислам, заради гледачите, за да може да разберат подобро за што се работи. Најпрви, ние како правници го потребуваме изразот злопотреба на малолетни деца. Така е и кривичното дело предвидено во кривичниот законник. Али има и еден други израз, педофилијата, која што сите ја знаеме, али треба да се знае дека педофилијата е повеќе диагноза која, значи, кај која доаѓаме ако лицето е прегледано и диагностицирано од психијатар или психолог. И тука, значи, има разлика. Педофилот е еден вид на злоупотребувач на деца. Пошто не секогаш... Повеќе како континуитет, а не на еднократен начин. Не. Значи, тука нормата на стапката на рецидивизмот, повратеноста е многу голема, пошто повеќето дела се вршат континуирано. Али тоа според нашиот законник се смета за продолжено кривично дело, а не како рецидивизам. Да беше рецидивизам, тие лица би требало да се казнат многу построго и за нив да се примени некој... Тоа значи, професор Ратко Цели, дека е неопходна комбинација на запретена казна и на
психијатриско, односно невропсихијатриско лекување? Па тука е дилемата, пошто педофилијата, например, според критериумите на диагностичкиот и статистичкиот прирачник за ментални нарушувања, се смета, значи тоа е личност која фантазира и сексуално возбудена или доживува сексуална возбуда кон адолесцентни деца. Значи од прилика до возраста на 30-14 годишна возраст. И тоа треба да биде најмалку од период од 6 месеци. Тоа го вика, значи, психолозите. Затоа и цитирам. Значи, педофилијата е наведена како ментално нарушување. И доколку е ментално нарушување, од овие лица ние не може да очекуваме дека затворот ќе ја врши својата функција, односно ќе ги рехабилитира. Тие лица, штом ќе излезат од затвор, веродостојноста, значи да го повторат делото е многу голема. Од прилика во светот се зборува дека рецидивизмот кај овие дела е скоро 90%. Доколку, значи, не се применува нешто кон овие лица. Тоа нешто е третман кој може да биде искомбиниран, медицински, фармаколошки третман, кој ние го имаме во нашето законодавство, али за да биде успешен овој третман треба истовремено да биде заедно, да се испроведува заедно со психијатриски третман или психолошки третман. Од тука се чини дека запретената казна не ги запира кон поврат педофилите или сторителите на овие кривични дела. Она што за мене е индикативно од овие скудни информации, како би го квалификувало делото? Дали од важноста на децата или на родителите кои ги соопштиле информациите дека биле злоставувани, може да бидат во истражната постапка пандан и на евентуалниот полиграф или поставување, како што бара одбраната на сторителот, за говорење на вистината. Што тука ќе превагнат? Резултатите на сведочењето или наводите на полиграфот? Сега, тоа е комплицирано. Значи, доказната постапка треба да, нормално, тука треба доказите да зборуваат, али кога се работи за малолетници, тука треба да имаме предвид дека се работи за лица кои што уште не се зрели. Уште, значи, има случаи кога малолетниците и не разбираат што им се случува. Тие, бидејќи се на таква позиција, или можат да бидат и заканети, и значи во неколку наврати да се злоупотребуваат и да не можат да зборуваат за тоа. Тука се работи за лица и за феномен кој што остава многу долготрајни последици и сериозни последици. Али јас како правник сега нема да навлегувам на тоа, да беше некој психолог ќе ни објаснеше колку тешки се последиците. На светот има многу случаи кога јавни лица нели извршуваат и самоубиство заради тоа што кога биле, значи, деца биле злопотребувани. Така да, имајќи го ова предвид, децата и според меѓународните конвенции и според нашите закони нивните права се заштитени. И во кривичната постапка спрема малолетниците и како жртви и како сторители или како сторители на кривични дела се постапува, значи, оделно, и тоа треба да се има предвид кога ќе се земат, значи, кога ќе се испрашуваат девојчињата. Таму треба да биде присутен и психолог, сексолог, валјда, и лица компетентни кои што ќе можат на крај да излезат со заклучок дали ја зборуваат вистината или не. Ведија Радко Цери, универзитетски професор од кампусот на Југоисточна Европа, кривичар која има докторирање на хемиската кастрација, и сега две прашања кои зборуваат за тоа колку сме ние мала држава, каква е нашата казнена политика и така натаму. Ми се чини дека за прв пат во кривичното законодавство е уведена хемиска кастрација, односно со медикаменти, со појавата, меѓу другото, и на професорот Тупанчевски и на други, вела дека ни еден до сега случај нема на таква изречена и применета казна. Второ, има уште еден аспект, тоа е направено прв пат 2012 година при крајот, регистар на педофилите. Двете казни и двете публикувани реакции, какви ефекти досега имаат? За кастрацијата видовме. Па кастрацијата, значи, не се спроведува. Ако
кога ќе го употребуваме терминот кастрација, некако ни наликува на физичката кастрација. Јас треба да спомнам дека се работи за хемиската кастрација, значи медицинско-фармаколошки третман, многу хуман третман, кој значи Тоа е континуиран процес или еднократен? континуиран процес, значи со вид на медикаменти, инекции најобично, и со тоа се стиснува значи либидото или нагонот на човекот. И така се очекува заедно со психолошката терапија, која кај нас не е предвидена, а треба да идат заедно. Сите истражувања, меѓународни истражувања кажуваат дека овие две треба да идат заедно, бидејќи човекот треба психолошки да се спреми и да му се покаже дека тоа што неговиот нагон значи е погрешен. Но тоа значи дека од него треба да се добие согласност. И согласност да се добие. Да биде свесен дека ќе биде евидентиран во јавно публикуваниот регистар на педофили и тоа на интернет страната. Зошто овој регистар не го користиме? Јас мислам дека многу малку се знае за екзистенцијата на овој регистар, а од 2012 го имаме, функционира, од време на време паѓа се. Колку има до сега? Има скоро 300 регистрирани педофили, али треба да имаме предвид дека не се само педофили, значи не се само лица кои сториле кривично дело сексуална злоупотреба на деца под 14 годишна возраст, тука имаме и други лица, значи во регистарот се регистрираат и лица кои вршат детска порнографија, значи кривично дело детска порнографија, злоупотреба со злоупотреба на положбата. Каде тука би дошле силувањата, например, во таа регистрација? Како посебно кривично дело? Да, силувањето како посебно кривично дело, тоа е значи злоупотреба на возрасно лице. А за малолетниците е посебно кривично дело, значи сексуална злоупотреба на малолетник под 14 годишна возраст. Значи тука е границата. 14 години спаѓа во делот каде што и може да се примени хемиската кастрација. Значи само за ова кривично дело и не за другите. Ако е ова, да речем, условно прва реакција во однос на истражувањето, пријавувањето за овој тренер на џудистките и џудистите, кои би биле индикациите? Дали тој претходно имал таков нагон? Дали тоа средината му овозможила, дали и родителите на одреден начин кои децата ги предаваат со голема доза на доверба, мора да бидат многу повнимателни. Тука доаѓаме и до едно друго прашање, зошто не се спроведува хемиската кастрација. Јас сметам дека нашиот законник има неколку недостатоци во врска со тоа зошто не може да се спроведе. Тоа доаѓа и до одговорот на вашето прашање. Сега, јавниот обвинител како правник нормално ќе види кој е кривично дело, квалификацијата и дошле значи до едно кривично дело. Али и може да биде и злоупотреба на малолетник под 14 годишна возраст. Али дали е педофил? Тоа не е работа на правник или на јавниот обвинител. Али тука законникот... Али судот може да донесе одлука да биде упатен на тоа не е предвидено, да. Тоа сакам, треба измени да се предвиде дека пошто имаме на пример Данска, има еден одличен систем. Одма штом ќе се стори вакво кривично дело, значи имаат посебни институции каде што се третираат овие лица. Тие се некако и затвор и болници. Кога почнува тоа? Од моментот на сомневањата, на отворањето на истражната постапка или по пресудата? Јас мислам дека треба по моментот на сомневање. Треба, значи, лицето со него да се зборува или психолог или експерт од таа област и да се одреди дали е педофил. Ако е педофил, треба да работиме на тоа, кон него значи да се спроведуваат и медицински фармаколошки третман, пошто сите истражувања покажуваат дека затворот не е решение. Не е решение, пошто они значи ќе си го повторат делото. А за родителите, да, обично Како мислите тоа? Значи што ми излезе тој нагон го води повторно во извршување на такво не може да се контролира. Значи не може да се контролира. Првата прилика што ќе ја има
со малолетно дете, значи пак ќе користи. Да не заборавиме дека на пример според еден извештај на Стейт департаментот на САД 90% од жртвите на полов напад по 12 годишна возраст го познавале сторителот. Значи тука треба да имаме предвид дека овие лица нема да ги злоупотребуваат на улица децата, да кажем. Има шизофрени, има разни случаи, може и тоа да се дешава. Али тука повеќе се работи за лица кои што детето ги познава. Еве, например, може да биде тренерот, може да биде комшијата, може да биде пријател на семејството, да не кажем може да биде роднина. Значи некој што има пристап до детето, некој што го познава детето и тука може да користи закани и други. Многу важно прашање кое е практично резултат на новите тенденции на дигитализација, на асоцијалност на одреден начин. Класичен пример за тоа е оваа јавна соба која денеска, вчера е објавено дека има 6000 млади девојчиња, има млади луѓе, жени пред се кои им се украден идентитет и сами се авансирани. Исто така постои една многу опасна тенденција во која ние публикувајќи преку Facebook, LinkedIn, ова семејни амбиент, ги публикуваме децата со јавни портрети и така натаму, што несвесно создаваме амбиент на додите во волкот во челуста. Па да, за жал тоа е точно. Значи, треба да се има предвид дека овие лица се по потрага на деца. Тоа треба да се има предвид. Али спомнав, не се многу чести случаите, значи да барат некое дете што не го познават, пошто денеска нели и да носиш дете во училиште, ќе го носиш, ќе го земеш, тренинг исто, ќе носиш, ќе земеш, али кога ќе го оставиш на тренерот, ти мислиш дека го ставиш на сигурни раце. Тука е проблемот. Или ако дојде некој роднина, не можеш да претпоставиш како родител дека токму тој човек е закана за твоето дете. И тука е проблемот кај педофилијата. Значи, тука се работи за лица кои се во кругот на детето што он ги познава и имат можност да му се заканат, имат можност да ги злоупотребуваат и со месеци или години или додека не расте детето да не кажува што се во системот на превенцијата и на гонењето во МВР постојат специјални оделенија за малолетничка деликвенција, за педофилија и така натаму. За мене е прилично индикативно дека неговиот клуб на кого му е одземена лиценцата за работа, оставете ги ковид условите, и натаму функционирал, тоа не можело да биде индикација за надлежните органи тоа да го наблюдуваат. Не е ли индикација на овој начин за стерилноста во реакцијата на обвинителството на истражните органи околу и ово републикувањето на јавната соба со украдени профили, со понуди, кој на овој начин градира од дискредитација до порнографија? Па, да ја вршеа работата како што треба, јас верувам дека и состојбата со педофилијата и со злоупотребувањето на малолетниците во нашата држава би била поинаква. Јас токму за тоа зборувам, дека имаме некои работи што треба да се изменат и во законникот, и во законот за извршување на кривичните санкции, и во начинот како се третират овие случаи. Значи, тука треба да работи цел систем. Треба да бидат и родителите свесни, треба и институциите, и значи тука е еден цел круг кои што се компетентни да ги заштитуваат децата и нивните права. И сега изгледа тука во овој круг нешто не било во ред или не е вршена како што треба работата и сме дојдени до овој момент да се случи вакво нешто. Иако јас не можам да зборувам за тоа дали е педофил или не, пошто нели негде се зборува дека девојчињата се 30-14 годишна возраст, негде 15. Правен аспект, значи тука имаме и разлика на квалификација. Што пано поголема е запретената казна по однос на особено значи по 14 години минималната казна е веќе 12 години затвор. Веде Ратко Цери, универзитетски професор, кривичар, на крај, што вие би сугерирале со оглед на
тоа дека почна да се тркала топката околу овој најнов случај. Ние и порано сме имале повеќе семејни насилства од овој тип, нели? Инцеси и така натаму, кои не спаѓаат во овие рамки сега. Но и тоа е дел од ова сексуална злоупотреба или злоставување. Што вие мислите дека би требало да се направи за создавање на еден комплексен општествен и кривично правен аспект? За разлика од државите во соседството, ние стоиме прилично добро. Значи, имаме строги казни, имаме регистар кој е јавен и сите може да видат кој бил во последните 10 години осуден за такво кривично дело. Имаме предвидено и може да се спроведе хемиска кастрација или медицински фармаколошки третман, али работата е во тоа што не се спроведува. Значи, не се спроведува како што треба целото тоа што е предвидено. Беше тогаш 2012 година, па и 2014 година, кога на фатија, значи овие работи и од тогаш, значи сега треба вакво нешто да се случува за да се навратиме пак и да видиме зошто не се применува, значи хемиската кастрација која што ја применуваат повеќето од европските земји, САД и не знам и другите, Турција, тука Казакистан, значи многу земји кои што почна активно, значи пошто истражувањата покажуваат дека е единствениот начин да се спречи рецидивизмот. Значи повраќањето да не се повтори кривичното дело. Замислете, имавме случај во Македонија, истата жртва 2 пати да се злоупотребува. Татко беше случајот, малолетничка, значи таткото злоупотребувајќи ја својата... Тој отишол во затвор, па се вратил и повторно? 8 години се вратил и исто, значи, истата жртва. Каде се тука институциите, каде правата на тоа дете, значи тука имаме дебакал, дефинитивно. Поштовани гледачи, ви благодарам професор Радко Цери. И тоа беше Ведија Радко Цери, професор по кривично право на Универзитетот Југоисточна Европа. Говоревме за овој најнов случај во Прилеп околу сомневањата за злоставување на млади девојчиња од страна на нивниот тренер, 46 годишен джудо тренер, кој во Прилеп функционирал безпрекорно, иако знаеле дека му е одземена лиценцата, дека клубот илегално работи, но тоа е прашање на истражните органи и се надевам дека ова е прашање исто така на една сеопфатна општествена, социолошка, психолошка, па и кривично-правна реакција која веројатно во наредниот период ќе мораме да го следиме, до толку повеќе што би требало да се очекува во рамките на определениот притвор да се дефинира и битието на кривично дело ако постои, а не само сомневањето. Ви благодарам уште еднаш.